Во понеделник, 20 септември, во поранишната касарна Михајло Апостолски ќе започне досега неголемата и најзначајна цивилна НАТО вежба Северна Македонија 2021. Вежбовните активности ќе траат до 24 септември и ќе се одвиваат на територијата на Охрид и Струга. Вежбата е во организација на НАТО, Евроатланскиот центар за координација на одговор при катастрофи, а домаќин е Центарот за управување со кризи. Колегата Крсте Голабовски разговараше со главните луѓе од НАТО и ЦУК, одговорни за реализацијата на оваа вежба. Господине Ванхајм, што представува за нашата земја вклученоста во еден ваков настан? Станува збор за цивилна НАТО вежба од огромни размери, инаку од најголем вид досега одржана во нашата земја. Well, usually when we organize an EDRCC consequence management exercise, we do it in partner nations to strengthen the resilience of the nations, to help them build their resilience and their capability and interoperability with other nations. North Macedonia is a particular case. As I said in my opening remarks, you started this process as a partner nation, and meanwhile, because of, unfortunately, the COVID-19 pandemic, you are a member ally. So it's also the first time we have an exercise in an allied state. So it is important for resilience. It is important for North Macedonia to now test the next generation incident command system, because it will help save lives in the future. These are tools and assets that help save lives of your population. 28 земји, 700 учесници, колку е тешко, колку е лесно да се организира една ваква активност со толку голем број на учесници и на толку локации? Well, usually the event is quite bigger. The last exercise we had more than 2,000 participants, but because of COVID-19, both your authorities and my leadership agreed to downscale it in order to be able to have an exercise, because otherwise we would not be able to host this exercise. So we downscaled to 100 international participants, and also giving this time North Macedonia the opportunity to participate with more national teams, which we usually refrain from. If we go to the host nation, it's to test the mechanisms, but we ask the host nation not to bring any field teams to the exercise. This time, because of the limited international participation, North Macedonia has the opportunity to also show what they are already capable of. Господине Весели, врз што се базира сценариото на вежбата и кои локации во Охридско-Струшкиот регион ќе бидат места каде што ќе се случуваат голем број на настани поврзани со оваа вежба? Како што спомнавме, вежбата ќе биде хибридна. Би сакал да го појаснам тој дел. Збориме за дел кој што ќе се одвива на терен и делот кој ќе биде штабна симулацијска вежба или TTX, Tabletop Exercise, кој што ги нарекуваме. Третиот пилар е, рековме, симпозиум, кој што ќе се одработуваат две теми, битни и за земјите членки НАТО, а секако и за нас како Република Северна Македонија. Да, локациите кои што се одредени се војниот камп или воената касарна во Радожда. Тоа е едниот дел каде што ќе имаме спасување на вода и секако превезување на заболени и повредени луѓе од земјотрес. Значи, почетокот на вежбата почнува со земјотрес и продолжува, значи, во делот околу урбано прибарување и претрагување, урбан search and rescue делот, кај што тимовите ќе симулираат или како се извлекуваат луѓе во случај на катастрофи, земјотрес, урнатини во тој дел. Значи, Радожда. Вториот дел е Изгрев, во близина на хотелот, каде што и во тој дел ќе имаме повторно тимови за урбан search and rescue, урбано прибарување и извлекување на ранетите кои што ќе бидат пренесени директно во касарната, каде што и сега се наоѓаме во Охрид. Тука ќе се развие полска болница или по НАТО стандарди Roll 2, што предвидува и изведување на хируршки операции. Тимот во болницата е предводен од Балканските медицински наменски сили, кои што оваа година и наредната година е под покровителство на Република Северна Македонија, иначе тимовите се од сите земји во регионот, медицинскиот персонал. Една од локациите е
делот касарната или полициската станица во Охрид, или на англиски наречено Buffalo Beach, тоа е стариот сточен пазар во Охрид. Следната е во плажата Канео, во тој дел, каде што ќе имаме извлекување и ќе имаат дел околу спасување, нели, имаме карпи, планински дел, извлекување на повредени и заболени и истите пренесување во делот во болницата. И последниот е делот Магаро, излекување и помош на ранети и заболени во планински случаи. Имаме симулација на еден авион кој што е по сценариото, нели, паднат во тој дел и извлекување на заболените во тој дел и превезување до болницата. Тука ќе имаме и дел симулации, нели, и пожар, секако извлекување на луѓе под вода, во делот Ташмаруништа ќе го заборавив тој сегмент. Така да, во главном, тука ќе се движиме во тие релации, збориме за вежбата на терен. Доека TTX или штабната вежба ќе ги опфати сите сегменти во делот на капацитети и ресурси со кои што располага државата, а секако и сегментот, ако збориме за Евроатлантскиот центар за одговор и координација при катастрофи или EADRCC, Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Center. Тоа е сегментот на НАТО кој што се употреба и служи како клиринг хаус или во случај кога сите ресурси и капацитети на државата се опфатени и потребна е помош. Тоа е центарот каде што земјите членки и партнерство за мир и останатите кои што го користат за барање на помош. В сегментот на примање на помош е доста интересен како земја домаќин, да знаеме истите тимови да бидат адекватно примени и употребени секако на терен. Вежбовните активности ќе се одвиваат, како што и претходно кажавте, и во урбаните делови од Охридско-Струшкиот регион. Како од ваше искуство ќе реагира населението и што ќе има можност да види во тие неколку денови кога ќе се одвива вежбата Северна Македонија 2021 година во нашиот регион? We usually see that people are interested in seeing what happens. It is important that the population of both Ohrid and Struga know that this is all about a civilian exercise. You will not see soldiers with weapons, you will not see army trucks. The only thing that you will see are civilian response trucks and operators. So I think it's very important to again stress that this is a civilian exercise. Една од целите на вежбата представува националното сертифицирање и операционализација на Република Северна Македонија во така наречената следна генерација команден систем на инциденти. Станува збор за еден систем развиен од НАТО од програмата Наука за мир и безбедност. Какво ќе биде и што ќе значи тоа за нас како земја? Веќе пета година, 4,5 години работиме на еден проект кој што е добиен преку делот НАТО Наука за мир и безбедност, NATO SPS делот, каде што учествуваме заедно со колегите од Соединените Американски држави, збориме за Massachusetts Institute of Technology или MIT, поточно Линкон лабораторијата, која што е дел од MIT. Во делот информатичката технологија, ако разговараме на светско ниво, број 1 во светот е МИТ, е огромно задоволство да се работи со тие професори од MIT. Покрај Република Северна Македонија во проектот се вклучени и Црна Гора, Босна и Херцеговина и Хрватска. И сега што поточно значи Next Generation Incident Command System, значи системот овозможува командување, координација и комуникација на терен, дигитално. Што всушност би значило тоа? Конкретно, ако едно подрачје е зафатено со одредена кризна состојба, во случајов нели земјотрес, Министерството за внатрешни работи, ако го обезбедува целиот сектор кој што е опфатен, сите останати, значи, нивните decision makers и донесувачи на одлуки точно ги гледаат каде им се распоредени силите. Патот кој што ќе биде отворен за институциите кои што се дел од системот за управување со кризи, збориме итна медицинска помош,
ПП екип пожарникарите и така натаму имаат точно по кој правец може да влезат, каде да се движат и што да направат. И истите, повторно ќе кажам, тие што донесуваат одлуки може точно да ги гледат да командуваат со истите на терен. Значи постои тракинг систем во вистинско, во реално време, за да може да командуваат. И ако збориме од аспект на Центарот за управување со кризи, главниот штаб, луѓето кои што се во главниот штаб, точно имаат целосна слика за тоа што се случува на терен. Системот овозможува пренесување на видео, значи збориме и за видео стриминг, значи во реално време да се прикаже состојбата за да се донесе правилна одлука и брза во секој случај. Тој систем ќе го тестираме сега национално, регионално со колегите земјите што се дел од НИКС, Хрватска, Црна Гора и Босна и Херцеговина. И секако ќе биде понудена обука на земјите членки на НАТО. Ние сме подготвени за време на вежбата, пред почеток на вежбата, да обучиме луѓе кои што ќе го користат системот од НАТО членките. Која е клучната цел на вежбата Северна Македонија 2021? We have identified, together with North Macedonia, 3 main objectives for the exercise. The first one is to test the resilience and the national capabilities in emergency response. We write a report on that together with North Macedonia to allow to fine-tune, because you already have a good crisis management system, let that be clear, as you have proven in the summer also. So to improve that system even further and thus contributing to the overall security of the alliance. The second objective that we have is to nationally certify and test the next generation incident command system. And again, that is a tool to help decision shapers, decision takers and the people in the field to have real-time information on the emergency that's ongoing. And the third main objective of this exercise is to ensure when you have exhausted all your national capabilities and you have to call NATO, EDRCC and ask for international assistance, that international assistance can arrive in your country swiftly and without too many delays, because especially at the beginning of an emergency, every hour counts to save lives. So we are trying to internationally organize this and have what we call we do have the Memorandum of Understanding on the facilitation of vital cross-border transport. And that, for example, is when you arrive in the country with an emergency medical team, which bring medicine, which bring all kinds of restricted items that are not freely available to everybody. So in order to clear the customs process faster, to enable these people to be in the field as soon as possible and help save lives of the North Macedonians. Колку одржувањето на оваа вежба може да помогне за подобрување на нашиот систем за управување со кризи, за заштита и за спасување? Именно тоа е една од целите, значи тестирање на сите капацитети, секако со таа димензија што ја споменав во делот на НИКС, ќе ни овозможи да добиеме правилна слика за тоа каде точно се наоѓаме. И уште подобро и по она што ние го очекуваме понатаму да ни даде правилни насоки за развој на идниот систем во смисол на подобрување на истиот. Све во цел да бидеме како држава подготвени, а секако и како земја членка да можеме да ги заштитиме нашите граѓани. Ви благодарам.